Добар ден, ученици! Добре дојдовте во e-училница на часот по македонски јазик за 9-то оделение. Јас сум Ивана Главичик, наставник по македонски јазик. Денешна наставна содржина е интерпункцијски и правописни знаци. Денешната задача е да се потсетиме и да ги прошириме знаењата за интерпункцијски и правописни знаци. Па пред се да се потсетиме. Што е интерпункција? Зборот интерпункција е преземен од латинскиот јазик и значи дели, разделува. Во трите облачиња имаме пример реченици, една расказна, извична и прашална реченица. Ќе одиме на екскурзија. Ќе одиме на екскурзија. Ќе одиме на екскурзија. Што можеме да забележиме? Една иста реченица, ако завршува со различни интерпункцијски знаци, ни дава различна содржина. Па од тука да видиме зашто служат интерпункцијските знаци. Тие ни помагаат да го направиме читлив текстот, ни даваат знак каде почнува, а каде завршува една реченица. Каде треба да направиме пауза или да го покачиме, па и да го засилиме тонот при читањето. Тука не се дадени интерпункцијските знаци. Вие во изминатите оделенија сте ги изучувале и правилата за користење на интерпункцијските знаци. Да ги наброиме. Точка, запирка, извичник, прашалник, точка и запирка, две точки, три точки, загради, црта, односно тире и наводници. Некои од интерпункцијските знаци имаат и функција на правописни знаци, но тоа ќе го видиме подоцна на часот. Да започнеме со точката. Точката се пишува на крајот од расказна реченица, проста или сложена, но и кај заповедна реченица, ако таа е искажана мирно. Нормално, реченицата може да биде и потврдна и одречна. Вчера излеговме да се прошетаме. Тука станува збор за расказна реченица. Запирката се пишува меѓу делови од една реченица или пак меѓу реченици што влегуваат во составот на една сложена реченица. Како пример, имаме дадено една независно сложена реченица. Испазаривме, скотвивме, ручавме, а потоа седнавме да гледаме филм. Во изминатите оделенија, при изучување на видовите независно сложени и зависно сложени реченици, секогаш се посочува правилото за користење запирка. Па така, доколку станува збор за зависно сложена реченица, се посочува правилото за користење запирка во правилен реченичен редослед или пак реченици во инверзија. Да видиме извичникот како интерпункцијски знак се пишува зад извични реченици, зад изрази и зборови кажани од возбуда. Фати се за работа. Колку е убаво утрово. Првата реченица е заповед, а втората е воодушевување. Прашалникот се пишува зад независни прашални реченици, зад прашален збор и израз. Па имаме два примера. Ќе ме почекаш или ќе дојдеш со мене? Се сеќаваш ли на првиот училиштен час? Ако во извичната реченица во изразот истовремено и се прашуваме, тогаш пишуваме извичник и прашалник една по друга. Имаме пример, ама ти повторно се врати. Па гледаме дека станува збор за извична реченица, бидејќи го повишуваме тонот, а исто времено и прашална. Со точка и запирка се одделуваат независни реченици што се наоѓаат во составот на поголема сложена реченица. Значи не станува збор за сложена реченица составена само од две дел реченици. Исто така се става
при изделување група зборови што се врзани меѓу себе. Ветрот просто поулаве, стивнуваше, па се враќаше. Удираше од југ, од север, па се смируваше. Потем одново ги виткаше гранките на двата преостанати јасена, плашејќи ги на ежавените чавки. Две точки се пишуваат при набројување по делот од реченицата на кој се однесуваат содржините што се набројуваат. Зборови, зборовни состави, реченици или дел од текст. Па тука имаме пример, каде се набројуваат особини. Тој имаше се што е нужно за добар борец. Сила, здравје, храброст, решителност и здрав разум. Трите точки се пишуваат на крајот од незавршен исказ и попрашални и извични реченици кои имаат незавршен исказ, односно незавршена мисла. Па имаме два примера. Треба да се планира подобро, да се работи, да се мисли. Така, толкава ли беше храброста? Во загради се ставаат дополнителни објасненија, забелешки, прашања со кои се да објаснува претходно кажаното. Па тука имаме еден пример. Неда и самата е јунак. Меѓутоа, за да дообјасниме за која Неда како лик станува збор, во заграда ставаме мајката на Кузман. Неда мајката на Кузман и самата е јунак. Во драмските текстови во загради се пишуваат дидаскалиите. Дидаскалиите ги изучевме при изучување на надворешна композиција на драмски текст. Па имаме пример од познатата драма Бегалка. Бошко, ајде Ленче, ја фаќа подмишка, отидуваат. Цртата е интерпункцијски знак кој се пишува пред почетокот на реченицата и во средина на реченицата, а пред неа и по неа има правописна белина. Правописната белина всушност представува паузата меѓу зборовите. Таа е еден од интерпункцијските знаци со кои се пренесува директниот говор. Имаме еден пример тука. Знаете дека по 19 часот има забрана за движење? Да, секако. Побрзајте, веќе е 18:50. Благодарам. За позицијата знаеме дека е второстепен реченичен член и таа, освен со запирка, може да се оддели и со црта. Ана, одличната ученичка, доби прво место на државниот надпревар по физика. Исто така, црта се пишува пред дел од реченицата што треба да се истакне. Па имаме еден пример. Љубовта. Тоа е вечно воспеано чувство кај сите народи. Со наводници се обележуваат зборови, изрази, реченици и состави од реченици. Имаме влезни и излезни наводници и треба многу да внимавате кога ги пишувате, дали правилно ги пишувате. Влезните наводници се пишуваат долу во почетокот, а излезните горе на крајот од исказот, цитатот, односно директниот говор. Имаме тука два примера. Таа застана во дворот и праша: има ли некој во куќата? Чекате ли гости? И вториот пример, преку мислата дека јазикот е нашата единствена татковина, е даден недвојбен став кон местото и значењето на мајчиниот јазик. Пред излезните наводници се пишува кој било интерпункцијски знак, што значи заокружување на една мисла. Точка, извичник, прашалник, три точки. Нормално според природата на тоа што го искажуваме. Кога сме кај правописните знаци, да видиме пред се за што служат. Тие служат за разбирање на конкретен збор или група зборови во реченицата. Па правописни знаци се точка, запирка, две точки, црта, цртичка, загради, надреден знак, апостроф, звездичка, белина. На почетокот часот ви споменав дека некои од интерпункцијските знаци имаат и функција на правописни знаци. А тоа се точка, запирка, две точки, црта и загради.
Да видиме како се употребува и каде се употребува точката како правописен знак. При скратување на зборовите. Па тука имаме примери. И друго, и слично. Например, булевар, лице, среден род. Ако за точката со која се означуваат скратувањата треба да следува повторна точка како за окружување на реченицата, значи како интерпункцијски знак, се пишува само една точка. Па тука имаме еден пример. Денес шетавме, игравме, пишувавме домашни задачи, гледавме телевизија и слично. Значи на крајот од реченицата имаме само една точка. Исто така точката се пишува зад арапска цифра, која представува редна бројна придавка, освен кога по цифрата следува име на месец, како и зборовите година или век. Па имаме еден пример. Со одиграните надпревари синоќа беше комплетирано 4-тото коло од квалификациите за Европското првенство за ракометарки. Да видиме запирката како правописен знак каде се пишува. При пишување децимални броеви, односно така наречен децимален знак, значи запирката се нарекува децимален знак за да се оддели целиот број од децималниот. Млекото што го купив има 0,9% масленост, а јогуртот 2,8% масленост. Исто така, правописниот знак запирка се пишува и при изрази што означуваат место и време. Скопје, 5 мај 2020 година. Доколку се набројуваат децималните броеви, меѓу нив се става знакот точка и запирка, нормално за да се разграничи од децималниот знак. Правописниот знак две точки се пишува за да се одвои часот од минутите и исто така минутите од секундите. Пред и по двете точки не се остава празнина, односно белина. Па имаме примери. Поради вонредната состојба ќе работиме од 9 до 18 часот, од понеделник до петок, а сабота од 9 до 13 часот. Вториот пример. 1 километар истрчав за 5 минути, 35 секунди и 23 стотинки. И во заградата се дадени двете точки, односно како се бележат часот, минутите и секундите и стотинките. За да се означи резултат изразен во бројки, најчесто во спортот, и сооднос меѓу величини, тогаш пред и по двете точки се остава белина. Надпреварот заврши 1:2. Картата е во размер 1:500. Исто така, двете точки се користат за означување опозиција или сооднос. Ден, ноќ, црно, бело, носи, износи. Цртата е правописен знак што се пишува кога се означува односот од до или до. Па имаме понеделник до петок, па Кочо Рацин во заграда е даден датумот на неговото раѓање и датумот на неговата смрт, односно живеел од до. Кога се означува растојанието меѓу две и повеќе места или правецот на движењето од едно место кон друго. Движењето на патот Гостивар-Кичево е прекинато. Растојанието Скопје-Охрид изнесува 171 километар. Исто така цртата се користи кога се означува односот помеѓу или против меѓу два поима. Фудбалскиот надпревар Реал Мадрид-Барселона заврши нарешено. Цртичката како правописен знак секогаш се пишува без белина од двете страни, значи помеѓу едниот збор и другиот збор нема празнина. Туку доаѓа само цртичката. Цртичката се пишува во следните примери. Значи, кај именка плюс именка, нацрт закон, жиросметка,
Тоа представува еден поим, потоа придавка плюс придавка, англиско-македонски речник, кај две презимиња, Сонја Стојановска-Поповска, Методија Антонов-Ченто, односно презиме со надимак, кај скратениците доктор, магистер и така натаму. Заградите како правописен знак се пишуваат за да се загради делот од зборот што може да се изостави, при што се добива алтернативната форма на зборот. Арап, арапин. Викот, како регресивна деривација, викотница. Споменува, спомнува. За да се загради делот од зборот што се изоставува, при што се укажува на два различни збора, што имаат некој заеднички значенски дел. Дневно, секојдневно, вкупно, севкупно, присутен, присутен, определување, самоопределување, активен, интерактивен, стана, застана, дедо, прадедо. Исто така, заградите се користат при хоризонтално и вертикално набројување, кај цифрите и буквите се користи вториот дел од заградите. Значи, не почетната, туку таа каде што се затвора заградата. Па имаме тука дадени примери на набројување. Надредниот знак се става над е во кратката заменска форма не, над и во кратката заменска форма и во количествената заменска форма се. Никој не напобара. Со се самие. На се смее. Влезе и кажа тивко. При тоа треба да се внимава, да се разликува од апострофот и да се знае дека се пишува одлево кон десно. Апострофот се пишува за да се покаже дека отпаднал некој глас од зборот, најчесто во поезијата. Па имаме пример. Белград по линијата житород не ги беше фатил. Исто така апострофот се користи таму кај што се предава темната согласка што се среќава во некои сопствени именки. Бчков, село Сълб, село Кшање. Со апостроф во определени ситуации се обележува и самогласното р. Рбет, рш, зааржи. Звездичката како правописен знак може да стои од десната или од левата страна на зборот на текстот. Ако сакаме под текстот да објасниме известен збор, тврдење, став, звездичката стои од десната страна над последната буква од зборот. Застана на басамакот да земе здив. Па го имаме на крајот од страницата зборот што треба да се објасни и тогаш звездичката доаѓа од левата страна и до него го имаме објаснувањето. Скала, лествица. Белината како правописен знак всушност представува празното место во текстот. Мислам дека со ова ги разјаснивме поимите и апсолвиравме се досега во претходните години што е изучено. Сега за вас имам подготвено две вежби како домашна задача. Првата е во извадок од романот Збунети години да ги вметнете соодветно испуштените интерпункцијски правописни знаци. Тоа е вашата задача. И втората задача би се дадени реченици, каде што се изоставени правописните знаци, односно се испуштени, а вие треба правилно да ги напишете. Ученици, тоа е се за денес. Ви благодарам на вниманието.